17 години од кобниот 12 јануари 2008 година, кога загина целиот екипаж на хеликоптерот МИ-17, кој се враќаше од мировната мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. 11 припадници на армијата на Македонија го загубија животот кај Катлановско блаце, каде се урна армискиот хеликоптер на 50 на метри од селските куќи. Со едноминутно молчење и полагање цвеќе на спомен обележјето, денеска почити му дадоа делегации од Министерството за одбрана, генерал штабот на армијата предводени од министерот Владо Мисајловски и генералот мајор Сашко Лавчиски, како и семејствата на загинатите војници. Министерот рече дека вакви несреќи се случувале и во минатото, но дека најважно е жртвите никогаш да не бидат заборавени. За жал, во минатото се случиле вакви трагедии, секогаш може да се случат. Ова веќе пред 17 години, чином 2008 година, се случи повраќање на нашите мировници од една мисија во Алтеа, во Босна и Херцеговина, каде што при враќање се случи тоа што се случи за жал. Имаше во тој период и истрага, што не се докажа до крај што се случило и експерти имаше инволвирано, но најважно е да даваме почит и никој од нив да не биде заборавен, бидејќи тие се македонски херои и сите луѓе што работат во армијата и моментално, но и во минатото, треба да ги почитуваме. За жал се случуваат несреќи и сведоци сме на после 17 години на еден ваков чин, за жал. Македонските мировници кои се враќаат дома по 6-месечната мисија во Алтеа на 12 јануари полетаа од базата Бутмир кај Сараево. Требаше да слетаат на воениот дел во Скопскиот аеродром, а последниот контакт со контролната кула леталото го направило на 6 милји од целта. И по 17 години се уште се свежи сеќавањето од трагичната несреќа кај Кетлановско блаце, каде животот го загубија 11 припадници на армијата. Тука на спомен обележето повеќе делегации од Министерството за одбрана и армијата положија свежо цвеќе во нивен спомен. Во несреќата загинаа подполковник Тони Спасовски, мајор Горан Ристовски, капетаните Бране Спасовски и Игор Ѓорески, заставниците Славчо Василев и Тони Давидковски, постарите водници Јанко Ширик, Мики Ивановски, Александар Тасковски и Александар Васик, како и десетарот Златко Велјановски.